Добар ден, денеска сме во посета во Делчево, продолжуваат разговорите за обнова на Македонија. Имавме прилика да поразговараме со граѓаните на Делчево и Делчевско, да слушнеме кои се нивните проблеми, како гледаат на целата политичка ситуација во Република Македонија, меѓутоа и да предложат што е она што треба во иднина да се случува, што е она што треба да биде иднината на државата и на сите оние кои што живееме овде. За жал морам да констатирам дека она што го гледаме дека се случува во целата држава се случува и во Делчево. Еден од најголемите проблеми иселувањето на младите, особено последните неколку години од кога дојде овој живот за сите, што всушност не е никаков живот, туку една голгота, една гола борба за опстанок. Ги слушаме проблемите и секако земаме обврска како ВМРО ДПМН да понудиме решенија за истите во изборната програма со која што ќе излеземе пред вас граѓаните на 12 април. Сигурен сум дека ќе ни ја дадете својата поддршка и доверба и дека работите ќе почнеме од корен да ги менуваме после 12 април со формирањето на новата влада предводена од ВМРО ДПМН. Она што, како што кажав, го гледаме во целата држава, можеби овде во Делчево покри проблемот со иселувањето на младите еден добар пример, бидејќи еве неколку пати во изминатиот период се обидуваме како партија во собранието на Република Македонија преку амандмани во буџетот да обезбедиме средства за изградба на патот Кочани-Делчево, меѓутоа слух од страна на владата нема, поради тоа што единственото што знаат да го прават е криминалот, корупцијата, непотизмот да функционираат, односно делуваат на едно криминално рекетарски начин. Тоа е единствениот начин што го знаат. Немаат една шајка заковано, немаат буквално ништо направено овие речиси 3 години. Единствената фабрика која што ја отворија е фабриката за лаги која што се наоѓа на Илинденска. Секојдневно гледаме само лаги и манипулации и ништо повеќе. Затоа време е да им кажеме дека е доста и да ги пратиме во политичката историја, и тоа во политичката историја на црната страна, и никогаш повеќе да не дозволиме во држава да имаме едно вакво убедливо најнеуспешно владење од страна на владата. Ние како ВМРО ДПМН ќе понудиме нашата изборна програма, ќе излеземе пред вас граѓаните на 12 април. Сигурни сме и убедени сме во огромната победа која што ќе имаме, ќе формираме владата и ќе почнеме со обновата на Македонија. Ви благодарам.